51-годишниот велешки адвокат Никола Димов утрово загина во тешка сообраќајна несреќа кај локалитетот Стоби. Според информациите од секторот за внатрешни работи од Велес, несреќата се случила утрово околу 6 часот кај местото викано летиште, кога патнички автомобил марка Мазда со велешки регистарски ознаки управуван од Димов од засега неутврдени причини излетел од коловозот и се превртел со возилото. Од добиените повреди, велешкиот адвокат починал на лице место. На место на несреќата, увид е направен од јавен обвинител од Кавадарци и полициска екипа. Телото на загинатиот е предадено на семејството. Инаку, Димов беше актуелен во јавноста во 2007 година, кога основното јавно обвинителство подигна обвинителен акт против судијата Благојан Ѓушев и Димов под сомнение за нивна вмешаност во случајот со продажбата на офицерскиот дом во Велес. После ова, Димов својата кариера ја продолжи како адвокат. Започнаа подготовките за уредувањето на пешачката патека на езеро Младост со поставување на летниковци и друга урбана опрема. Ќе бидат уредени двете страни од езерото. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека овие проекти од големо значење за туризмот во Велес. Напомена дека со поставувањето на водоводната и канализационата мрежа дополнително ќе се придонесе за привлекување на туристи. Десната страна кај што се наоѓаме во моментов ќе имаме 3 пункта кои што ќе се оплеменуваат со клупи, видиковци, каде што ќе имаме поставено корпи за отпадоци, потоа ќе преминеме, имаме и други 3 пункта, 2 пункта на другата страна од езерото Младост, се со една единствена цел да овој дел на ова наше туристичко атрактивно место го направиме што попривлечно и подостапно за нашите посетители, како за нашите сограѓани, така и за туристите кои што се во поголем број доаѓаат да го посетат езерово Младост. На езерото Младост се уште може да се забележи отпадот кој го оставија камперите, и од локалната самоуправа неколку пати апелираа до нив да го отстранат она што зад себе го оставиле. Градоначалникот Чадиев најави дека наскоро екипите на комуналното предпријатие Дервен ќе го исчистат сметот оставен од несовесните кампери. Очекуваме секој момент, веќе дадовме налог на од општина кон директорот на Дервен и на комуналното предпријатие Дервен да пристапат кон отстранување на ѓубрето, односно кон средување и приближно враќање во првобитната состојба како што беше пред да биде, пред да се постават тука камп куќичките, односно камп приколките. Ние ќе го вратиме во првобитна состојба, ќе го исчистиме и езерото ќе биде подготвено да ги приме веќе првите туристи. Меѓутоа нагласувам дека по завршувањето на водоводот, цевководот што го правиме, одма Општина Велес има одвоено и по програмата средства и изгласано на совет одиме со решавање на канализационни системи, го заокружуваме целокупниот процес. Проектот за уредување на пешачката патека на езерото Младост изнесува околу 1.250.000 денари, пари кои општина Велес ги доби од Агенцијата за финансирање за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Покрај овие добиени средства, локалната самоуправа ќе партиципира и со сопствени средства, така што целокупната инвестиција би била околу 1.700.000 денари. По 20.000 денари за ергените над 40 години и девојките над 35, жители на општина Лозово кои во предстојниот период ќе стапат во брак. По примерот на општина Свети Николе, на вчерашната седница ваква одлука донесе и општина Лозово која од денеска стапува во сила. Градоначалникот на Лозово Орце Цветковски вели дека главна цел е да се поттикнат немажените и нежените да го променат својот статус, а пред се да се влијае на зголемување на наталитетот. Во општината живее 2858 жители во 11 населени места, каде што има 98 ергени над 40 години и 8 девојки над 35 години. Мислам дека на овој начин ќе се мотивират сите мажи над 40 години и девојки над 35 години кои нема склучено брак да си најдат сопруги, односно сопрузи. А истовремено и сите девојки кои се на возраст над 35 години да стапат во брак. Со ова одлука се очекува да се зголеми наталитетот на општина Лозово кој е во опаѓање. Градоначалникот Цветковски не очекува злоупотреба на ваквата одлука и исклучување на браковиот интерес, доколку младоженецот е над 40 години, а невестата над 35 години, во тој случај општина Лозово ќе додели парична помош само за едниот, односно само 20.000 денари. Ваквата одлука, вели градоначалникот на Лозово, наишла на поддршка и од бизнис секторот. Директорот на Зегин, господинот Благој Механџиски, кој што ќе им понуди можност за вработување на овие лица
кои што одлучат да стапат во брак, во зависност од нивната работа способност, во зависност од нивната стручна спрема или друга работа која што ќе може да ја работат. Второ, бесплатен медицински преглед до моментот на прво породување. Значи сите прегледи ги поддржува господинот Благој Механџиски. Помош во висина од 50.000 денара за опремување на домашна бања на младиот брачен пар. Четврто, како помош им се понуди 50 литра ракија и 100 литри вина на свадбената веселба. Најголемиот дел ергени од Лозово сопруги си наоѓаат од соседна Албанија. Градоначалникот Цветковски вели дека парична помош ке следува без разлика од каде е невестата или момчето. Денеска Цветковски изјави дека на сите немажени и неженети жители од Источна Македонија им стои на располагање за пронаоѓање брачен другар од соседна Албанија. Ке се остранат ли времените објекти кои немаат дозвола за поставка, а ги има на неколку локации низ централното градско подрачје? Градоначалникот Чедиев вели дека локалната самоуправа стои на тоа да бидат отстранети, но за тоа да се случи се чека новиот план за урбана опрема. Го чекаме новиот план за урбана опрема, каде што е предвидено да сите, значи се е предвидено стандаризирање на објектите, локациите на објектите и издавањето на начинот на издавање. Во овој момент ниту еден собственик на тие објекти нема никаква врска, значи не плаќа ниту во општина, ниту нигде за поставувањето на бараките, тамо да кажеме и на објектите што ги има. Тоа значи ние треба да воведеме ред во тоа, денеска да користиш простор во централното градско подрачје, на главната улица, сето тоа чини и сето тоа кошта. Чедиев вели дека е готова набавката и ќе биде презентирана после изборите. Тој очекува во наредниот период преку јавно надавање да се реши овој проблем. Значи, ќе бидат токму согласно законските одредби. Нема да се дозволи храна, нема да се дозволи било што, кај што има одредени хасап системи и така натаму. Стрикно ќе се внимава на тоа. Веќе полуго време се провлекува проблемот со отстранување на времените објекти кои немаат дозвола за поставка. Така беше и со киоскот наспроти гимназија, кога реагираа станарите од зградата под која беше преместен киоскот. Локалните власти уште тогаш најавија итна дислокација на која се уште се чека. Елица Николова е новиот директор на Народниот музеј. Досега Николова ја извршуваше функцијата вршител на должност. Неистата беше поставена пред околу 5 месеци. За директор е избрана по завршувањето на конкурсот на кој се пријавила 4 кандидати. Елица Николова својот досегашен 25 годишен работен век го поминала токму во Народниот музеј. По вокација е дипломиран историчар на уметноста, археолог. По 15 години, таа е првата која доаѓа на директорска функција од редот на вработените. Инаку како ВД раководител беше назначена во септември минатата година, откако градоначалникот Чедиев го разреши тогашниот директор. Полицијата кај него ги најде исчезнатите сребрени монети од музејот, зашто судот во Велес му додели казна затвор од 2 години за извршено дело тешка кражба. Пациентите повеќе нема додатка и нивниот матичен лекар за да го донесат заверениот упат, кој е креиран при итен преглед во установа од повисоко ниво, е најновата измена во услугата Мој термин. Измените предвидуваат упатот за кој веќе има електронски запис во системот, по автоматизам да биде прифатен и поврзан со песметката и останатите обврски на установата од повисоко ниво. Втората новина се однесува на олеснување на упатувањето пациенти, односно при закажување контролни прегледи кај специјалисти или кај субспецијалисти. Контролните прегледи сега ќе ги закажува специјалистот или субспецијалистот кај кого се врши прегледот, односно упатот кој е издаден од матичниот лекар при првиот преглед ќе продолжи да важи до завршувањето на лекувањето на најмногу 1 година. Ова најчесто ќе се користи кај пациентите со хронични заболувања, со што автоматски и при првата посета кај специјалист или субспецијалист за нив ќе се обезбеди термин за контрола. Така ќе се елиминира потребата овие пациенти да бараат слободен термин за нивните потреби.